За темата за двојазичност и наметнувањето на параинституции надвор од уставно-правниот поредок на Република Македонија, можната федерализација и барањата за проширување или нов рамковен договор. Гостин во дневникот на Сител во студиото по цели 15 години, поранешниот председател на Собранието и министер во сојузната влада на Југославија, како и најголемиот авторитет за уставно право. Професор доктор Саво Климовски, добро дојдовте во студиото на Сител. Добро вечер и благодарам за поканата. Професоре, некако Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во последниве 2 години фанатично се обседнува со духови и сеништа околу рамковниот договор и еве сега дури гледаме дека имаат барање кое што го испорачуваат за двојазичност на целата територија на Република Македонија, бидејќи сметаат дека во 21 век рамка како рамковниот договор, преточена во Уставот на Република Македонија, не е доволна за соживот на граѓаните во државата и општеството Република Македонија. Колку се опасни овие тези на Зоран Заев и СДСМ? Па јас овие тези на господинот Заев и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги наблюдувам и се обидувам да ги разберам од два аспекти. Едниот аспект е нивното незнаење, или поточно речено неговото незнаење, и неможност да направи разлика што е тоа општество, а што е држава. Општеството е многу поширока категорија и во онај момент кога тој се бореше за човекот, што ќе рече за луѓето, во тој случај можев да разберам дека има некаква втемеленост во македонското општество. Но државата е само дел на општеството. И сега, замената на тезите, она што е општество, а нашето општество е мултинационално општество, општество каде што сите национални заедници имаат поднакви права, ако сега таа теза ја замените со држава, во тој случај навистина станува еден вид на злосторство и тоа не од небрежност, не од незнаење, туку со умисла. И во таа смисла, мислам дека таквата замена на тези води кон втората, а тоа е да го фокусира интересот во престојната кампања во Република Македонија надвор од реалните програмски определби, надвор од она што се успеси и неуспеси на постојната влада, бидејќи секој 10-годишно владење ја оптоварува, нема само успеси, но лично мислам дека политиките за сега добро одат и тие се добри, и бидејќи нема тука соодветен одговор, тие се обидуваат сега да внесат некакви спиритуалистички духови. И тоа спиритуалистички духови надвор од програмските определби на Социјалдемократскиот сојуз. Јас го молам господина Заев, а за господјата Шекеринска друго би кажал, бидејќи таа е постара во политиката и се знаеме многу подобро. Господинот Заев ја би го замолил да седне, да ги формулира, да ги стави, да ги усвои преку неговите тела, овие негови пред се лични ставови, емоционални ставови, лични гледишта, кои што ги изнесе на трибината во Берн и кои што на неколку други трибини ги изнесува, и сето тоа да добие верификација од партијата, од Социјалдемократскиот сојуз, во програмските определби, тогаш можеме да разговараме за сериозен пристап. А сето ова е една манипулација на еден, јас би рекол, во оваа сфера, недоволно едуциран човек. За него политиката и воопшто престојот во овие политички води, гледам дека представува една авантура која што може да биде многу опасна за македонските граѓани, воопшто говорам за македонските граѓани од било која националност и по македонската држава како целина. Според тоа, или ќе седнат па тоа ќе го вообличат и да видиме дека се сериозни и ќе го бранат на овие избори, или со вакви, како да ви кажам, многу опасни изјави. Изјави кои што можат понатаму да создадат многу опасна ситуација, да ги закреват луѓето непотребно. Ми се чини дека
не можеме да побараме одговор и да дадеме одговор на тоа. А инаку што несува до господјата Шекеринска, која што, добре да сега немам толку слушнат за дека се залага за овие тези, но сакам да ја подсетам, бидејќи заедно бевме во истиот тој парламент, во еден период јас како председател на парламентот, таа беше опозиција и така натаму, лично многу ја ценам, интелигентна жена е, и многу повеќе знае во политиката. Во секој случај, таа е моја оценка. Таа, како што гледате, многу помалку се расфрла со такви своји лични оценки или своите лични чувства ги преточува во некакви си ставови, има многу поголемо искуство и не верувам дека и таа го дели тоа мислење на господинот Заев, затоа што учествувавме во преточувањето на сите одредби од тој рамковен договор во уставните одредби, нели, во менувањето на уставот. Тоа сакам да ве прашам, професоре. Рамковниот договор веќе е вметнат во уставот. Да. Тоа го направивме во 2001 година. Со се преамбулата и сите членови надоле по тоа кои што следеа. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Зоран Заев и Радмила Шекеринска не исклучувајте, иако јас не го делам вашето мислење за низе, најавуваат двојазичност и федерализација. Тоа подразбира уставни промени. Сега, ние минатиот пат уставот моравме да го промениме заради вооружени действија на територијата на Република Македонија. Како сега ќе го менуваме уставот? Дали повторно ни треба војна за да го смениме уставот и да воведеме двојазичност на цела територија на Македонија и некој нов рамковен договор? Ако мене порадикално ме прашате, ние уште на почетокот имавме устав со фабричка грешка. Но за тоа треба малку повеќе време за да ви објаснам каде се наоѓаше таа фабричка грешка и затоа што ни се наметнува. Но, она што е пострашно и што преовладува кај повеќе политички гарнитури, тоа е секако ставот, односно мислењето, дека многу е појак ставот отколку уставот. Или како србите што велат, јачи е став, не густав. И на тој начин ние дојдовме до една ситуација да дојдеме до втор еден вид рамковен договор, овој што е Пржинскиот договор, во полноќни часови по последен момент даден на пратениците да го усвојуваат. И во таа смисла, јас чисто се сомневам дека ние ќе се озрееме до тој степен да можеме во една нормална демократска атмосфера и процедура да преминеме кон промена на уставот. Не верувам во тоа што го кажувате, нити пак ќе дојде до промена на уставот. Ова се предизборни игри и не само предизборни, туку можеби имаат и позадина после изборите, доколку коцките се намесат така како што очекува господинот Заев и господјата Шекеринска, каде што во однос на тие две личности јас мислам дека има разлика, вие си имате свое мислење и така натаму, но негативно е во секој случај едното и другото, но ова е да речеме помалку и подобро ги сваќа работите. Зборот ми е дека доколку дојде до било каква промена на уставот, во тој случај таа промена на уставот ќе дојде ако претходно на референдум граѓаните се изјаснат за основните начела врз кои што треба да ја градиме државата, не општеството, дали државата врз која што треба да ја градиме. Дали тоа ќе мораме на референдум унитарно да ја поставиме, еднојазичноста во Република Македонија, односно македонскиот јазик и кирилично писмо како официјален јазик и писмо, дали тука ќе можеме да ги ставиме начелата на рамноправно учество на сите малцински заедници во Република Македонија и уште два-три основни принципи. Ако тоа го усвоиме, лесно се прави устав. Лесно номотехниката работи и можеме да го направиме уставот. Инаку, вака како што го имаме уставот во Република Македонија, тој има толку своји недостатоци, што поради својата конзистентност, поради тоа што многу од тие одредби веќе се ги надмина времето и беа добри можеби за една одредена фаза од развојот на Република Македонија, поради тоа што е многу акти, многу документи, многу принципи прифативме од страна на Европската Унија, што директно ги имплементиравме во нашиот правен систем и така натаму. Поради сето тоа
И поради фактот што имаме една таква неконзистентност поради сите овие промени. Па ние сме земја во светот која што за толку краток временски период од постоење на еден устав имаме дали може некој да ми ги избори сите уставни промени. И дали се тие меѓу себе согласени, тоа е веќе друго прашање. То понатаму како очекувате вие на устав, на референдум, се извинувам, да се изјаснат граѓаните кога ние имаме меѓународен притисок да се прифати политички договор и тој истиот да се имплементира надвор од уставно-правниот поредок на Република Македонија. Како ние ќе избегнеме замката, Зоран Заев постојано како што прави за изборите, одам не одам на избори, аха сега ова фали не фали, ја не се сложувам сега со идејата за референдум, и ја не ви прифаќам, излегувам од тој договор и повторно имаме политичка криза по тоа прашање. Како мислите дека па господин Заев ќе наметне својата политичка волја со 1/3 од пратениците што ги има, да речеме втората третина нека бидат други кои што може да го поддржуваат. На истиот начин како што го направи до сега, со афера прислушување, со властените дилери со прислушуваните разговори, јавно ги објавува, создава политичка криза и потоа прави замена на тези дека ние во државниот врв сам се слушал и него му ги дал аудиоматеријалите за да ги емитува на пресконференција. Македонски патриоти му ги дале. Постојано прави замена на тези. Како очекувате вие и идејата за референдум за двојазичност, евентуално доколку би била прифатлива за другите, да... Јас очекувам на 11 декември народот дефинитивно да му каже на тој господин Заев која е неговата волја, која е неговата определба и кога ќе се соочи со тие факти. Да знаете, тешко ќе може и понатаму да манипулира. Мислам дека е прочитан веќе. Ја мислам дека тој го нема тој политички капацитет на манипулирање како што го имаше досега. А на ова зошто не функционирале институциите на време? Тоа се го поставувам јас секогаш прашањето. Доколку јавниот обвинител на Република Македонија после објавата, замислете, на премиер на држава, заканите до државниот удар. За заканите до државниот удар, не излезе и не кажа доколку во рок од 3 дена не ми бидат доставени сите снимки, сето она што замите премиер го кажува, не го кажува политичка партија или некој функционер во партијата, туку една од највисоките личности во Република Македонија, по функциите и највисока личност, нели, по моќта. Кога тој тоа го кажува, наместо да стане цела узбуна во тие институции, наместо да се мобилизираат и да ги соберат сите тие и да речат дека после 3 дена ништо не признаваат, тие едноставно се повлекоа како да се лично нападнати. И тоа мене ми е и до ден денеска нејасно. Требаше веднаш да биде уапсен Зоран Заев по заканите. Дали Зоран Заев, дали ќе оценија, но требаше да кажа дека после 3 дена ниедна се става забрана на никакво објавување на снимците и сите што ги имаат треба да им ги достава. Кривично дело е тоа. Тие дозволија тоа кривично дело да метастазира. Се претвори во специјално обвинителство, но и тоа специјално обвинителство не превзема ништо да престане објавувањето на снимките по социјалните мрежи и по интернет. Дали они можат да сносат некаква одговорност за непостапување по службена должност? Знаете што, мојот став и однос према специјалното јавно обвинителство еднаш ми се чини во една емисија и во еден разговор со вас го кажав. Лично мислам дека, аз сум разговарал со многу правници, јас некој имам тоа моје пенкало поминато 43 генерации на правници. 43 генерации на одреден начин сум потпишал диплома. Тие се сега веќе од суди во Врховниот суд, во Апелациониот суд, сите видови на судства и воопшто во целото право раздавање имаме правници. Ја го поставувам и секој што му го поставувал прашањето на кое што тие тешко може да ми дадат одговор. Прашањето е за целесообразноста на таа институција. Можно е четворица луѓе да седнале, да потпишале и да кажат дека е потребна. Мене ме интересира каде е уставната заснованост на таа институција. Во најобично решение што правникот го пишува, горе, ако не напише врз основа на кој акт, кој член, кој став и така натаму, го донесува решението. Тоа е ништавно, тоа решение. Според тоа, ако овде немаме уставно правен основ за постојањето на таква институција, ја не сакам за неа понатаму да дискутирам. Имам јас уште едно прашање.
Уште едно прашање, кога сме кај специјалното обвинителство. Тие покрај фактот дека се неуставни, сега во изминатиот период побара судскиот совет и уставниот суд да ги прилагодат уставно законските действувања на потребите на специјалното обвинителство. И сега кога една таква пара институција бара највисоките судски инстанци во државата да се прилагодат на работењето на пара институцијата, што тоа значи за целиот правосуден и судски систем во Република Македонија? Па тоа е една обична пародија и смејување. Кога го доведовме ние судскиот систем, значи во целина говорам, од јавното обвинителство, па што дам таму основното, вишото и и сите судски институции кои што на тоа почнуваат, сега се дојдеме во ситуација тие да постепено во нашата свест се надоместат како заштитници на уставот и на овој правниот систем. Замислете каква една хипокризија владее. Како може тие да го бараат тоа од редовните органи, без промена на уставот, без воспоставување на една они бараат рамки, нека ја бараат уставно-правната рамка, а нека не бараат рамката на Охридскиот договор. Впрочем, Охридскиот договор, знаете ли што е проблемот? Проблемот е тоа што секоја влада го оживува неговото постоење. Во рамките на секоја влада имате сектор за спроведување на Охридскиот договор, каде што за ништо друго не служи и нема скоро никакви извештаи, освен за вдомување на политички договорени вработувања. При секоја влада, не зборам при овие последна влада и претходната влада и така натаму, откако се воспостави, според тоа тие го оживуваат Охридскиот договор, а не го оживува народот, гледате граѓаните како реагираат. Меѓутоа, во Охридскиот договор имате за правична застапеност во рамките на државната и јавната администрација. Тоа е како една од одредбите, па се носи местото вице-премиер за спроведување на рамковниот договор. Но рамковниот договор е спроведен. Албанците ги добија вработувањата веројатно и двојно повеќе од она што беше првично зацртано во рамковниот договор. Како ние да излеземе од ситуацијата постојано да се повикуваме на тој рамковен договор и постојано да го оживуваме? Завршена е таа работа, имплементиране, Македонија треба да оди здраво напред. Ја мислам дека со тоа прашање еднашка треба да престанеме. Не постои повеќе Охридски рамковен договор. Верувајте ми. Нема што да се спроведува тој Охридски рамковен договор. Ние можеме да ги надградуваме некои решенија. Законски решенија. Законски решенија, да ги надградуваме некои законски решенија. Евентуално да видиме ако има потреба од некои нови решенија и нови законски решенија да внесеме, со оглед дека времето носи и нови состојби. Но велам, тоа е веќе прашање на актуелното водење и актуелните соодноси на политичките сили, а не е прашање на некој си дух од таму од 2000 година, 2001 година. Тоа е погрешен пристап и како да ја кажам, едно тело кое што постојано подгрева постоење на нешто што веќе излегува како нешто непостоечко, а се повикувате него. Жал ми е, не можам тоа да го објаснам затоа што не знам непостоечки работи како да ги објаснам. Искрено да ви кажам, тоа е прашање евентуално на седнување и договарање за сериозни работи, а не работи кои што ние ќе ги договараме под притисок. Пред крај сме со времето, професоре. Европската организација за мерење на криминалот и организираниот криминал и корупција во институциите, Греко во последните извештаи нотира дека специјалното јавно обвинителство не работи, не само што не работи согласно законот, туку врши и кршење на основните човекови и граѓански права. При тоа на пресконференциите се крши презумцијата на невиност на случаите и истрагите кои што тие треба да ги водат. Значи, покрај кршењето на законите имаме кршење на основните човекови и граѓански права. Како човек да се заштити од ова? Постои ли механизам каде што луѓето можат да се обратат и да побараат заштита, бидејќи ова е европска институција која што покажува дека се спроведува партиска агента за нечии потреби? Да, точно е тоа. Точно е тоа. Мислам дека Греко сосема добро ја дефинирала положбата на граѓаните и самоволноста на овој орган, кој што, патем речено, нам доста штета ни направи. Многу работи ги доведе до
точката на топање скоро на усилување отколку да ги реши и затоа лично мислам дека граѓаните во оваква ситуација си имаат регуларни институции каде што ќе се ги поднесат своите барања. Ако ги исцрпат тие регуларни институции, тогаш имаме и меѓународни институции, како Судот за човекови права и така натаму, таму може да се ги заштитат. Но мораат прво да се ги почитуваат регуларните институции. За мене тие според уставот постојат. Ова искрено да ви кажам, Нема решение. не да нема решение. Ова е наметнат орган. Ја еднаш реков, тоа е канцер. Во уставниот систем канцер. Ако е канцер, тој се повеќе и повеќе го јаде однатре. Не само уставниот систем, него општественото ткиво во Република Македонија. Мораме да побараме друго решение. Едно од решенијата се 11 декември, но дури потоа ќе треба да ги бараме вистинските и суштинските решенија во Република Македонија. Се сложувам со вас, ви благодарам за гостувањето во Дневникот на Сител и за овие исцрпни одговори на темата двојазичност, можна федерализација, променен устав и специјална За можна федерација не станува на избор, не искам ни да говорам за тоа, ние сме јасно дефинирана држава, според тоа тука нити ќе биде, нити било, единствено, тоа може да дојде со штетни крвави последици ако се постави како услов. Но во тој случај не сакам сега да го дискутирам тоа прашање. Тоа се прашање. сценарија кои што верувам дека граѓаните ги надживеале бидејќи постои една граѓанска зрелост што е добро за Република Македонија. Сега мислам граѓаните се освестија. Така е. Во прво време беа шокирани, не знаева точно за што станува збор, после кога видоа дека тоа се обични блефови и дека тоа се политички местенки и така натаму, мислам дека се доволно свесни и знаат како да се определат. Јас ви благодарам што Јас ви благодарам што ме поканете.